Називот Солтера е добиен со спојување на латинските зборови за сонце и земја, иако не е јасно каква порака сакаат да испратат јапонците со тоа. Должината од 4,7 и меѓуоскиното расстојание од 2,85 метри обезбедува просторна кабина и солиден багажник. Внатрешноста е скоро исто како и кај моделот на Toyota, со тоа што Subaru нуди други колорни шеми. Во неа се забележуваат високо поставената дигитална инструментабла, големиот екран на мултимедискиот систем на централната конзола и чисто извлечените линии на целиот интериер. Гледано однадвор, разликите од чедото на Toyota се во шестаголната маска и другите светла. Силуетата е иста, а назад, освен светлосниот подпис, двата модела се идентични. Така и кај погонските групи кои ги има две. Основниот модел е со еден електромотор од 204 коњски сили кои ги задвижува предните тркала, а верзијата со 4x4 погон има два електромотора со максимални 218 коњи. Батериите се со капацитет од 71 киловат-час и поддршка за полначи до 150 киловати. Обезбедуваат автономија од 530, односно 460 километри, а се полна до 80% за половина час. Продажбата на Subaru Solterra ќе започне кон средината на идната година, а цените ќе бидат објавени дополнително. Овие модели на Toyota и Subaru за глобалните пазари ќе се произведуваат во Јапонија, а за Кина локално.